Добар ден и од мене. Започува најновото издание на емисијата 0 плюс месеци на телевизија Телма, емисија за практично родителство, каде може да дознаете се за оние што растат. Денеска ќе се задржиме на развојот на говорот кај децата. Првиот збор со значење кај децата се јавува помеѓу првиот роден ден, односно околу првата година, и то представува голема радост за сите во семејството. Говорот заедно со моториката се знак дека бебето нормално се развива. Но при тоа, говорот и јазикот кај децата се развива индивидуално. Но и покрај тоа, постојат одредени норми за правилен развој на говорот. Сето ова денеска ќе го појасниме со денешната гостинка. Тој е професор доктор Ана Фрицханд, развоен психолог од Институтот за психологија на Филозофскиот факултет во Скопје. Добре ни дојдовте. Добар ден. Значи, во најавата начнав некои од темите кои што ќе ги обработиме. Говорот се развива уште додека бебето е во утробата, односно додека е во стомакот на мајката. Откако ќе се роди, има многу фактори кои што влијаат, меѓу другите е социјалниот контакт. Без социјален контакт не може да се развие говор, што значи дека мајката е многу важно да му говори на бебето. Ајде да почнеме од тука. Колку е важна таа интеракција помеѓу мајката и бебето уште додека е неродено? Да, убаво го започнавте овој дел во смисла на тоа колку е важно да се почне со поставување на основите за развојот на говорот преднатално, велиме ние, односно во текот на бременоста, затоа што бебето слуша се што се случува околу него кога му се зборува пред се, и при тоа гласот на мајката го слуша рекле на два начини. Едниот е оној од надвор што доаѓа преку стомакот, а другиот е оној што доаѓа преку гласниците и душникот, и токму поради тоа најмногу го препознава и најмногу го научува, најмногу се навикнува на говорот на мајката. И тука многу пати знаат младите мајки да постават прашање, па добро, што да му зборувам? Не е битен толку многу контекстот, бидејќи онака ништо не разбира, не е ни родено, но битно е да го слуша гласот. Па дури откако ќе се роди, повторно прашање тоа што сега да му зборувам, и тука е повторно многу побитно да го слуша говорот, да се сензибилизира и на јазикот што ќе треба да го научи, а тоа е оној систем на знаци и символи што се користи во средината во која што расти се развива. Тој социјален момент што го рековте. И од една страна, од друга страна да се навикне на човековиот говор, бидејќи случаите на деца, познато е тоа во психолошката наука, кои што по некоја несреќна околност не растеле со луѓе, туку растеле со животни. Тоа се познати случаи на диви деца, така наречени, растеле во изолација. Тоа што најмногу затаело во развојот кај нив не била моториката, туку бил говорот. Во смисла на тоа дека дури некои од нив никогаш и не успевале да го усвојат, бидејќи постојат или го усвојувале на многу рудиментарно ниво, затоа што постојат одредени граници или критични периоди или критичен период, ако баш сакаме прецизно, во кој развојот на говорот најдоминантно тече, најинтензивно се одвива, и тој период треба да се искористи. Значи, велиме, уште преднатално треба да му се зборува, но прецизно ако одиме во месеци, тоа е помеѓу 18-тиот месец, значи година и пол и 3 години е критичниот период за развојот на говорот. Во смисла тука најинтензивно се развива и се поставува оваа функција, иако целата предучилишна возраст, некаде дока 5-та, 6-та, 7-та, почеток на училиште година, една од најдоминантните или најважни развојни задачи на тој развоен период е токму развојот на говорот. Ајде сега да појасниме како се развива говорот во првата година. Гукањето дали е дел од развојот на говорот? Потом мрморењето што се јавува некаде со фазата на седење. Колку е моториката и говорот поврзани еден со друг? Така, се почнува со таа вокализација или гугање што вие го споменавте, и целиот период од 12-тиот месец го нарекуваме предговорен период. Затоа што издобилува со вокализации, тоа е околу вториот месец, и вокализираат среќните бебиња. Праксата покажува дека вокализираат и оние кои што добро слушаат и бебињата кои што имаат проблем со слухот. Но кога сме кај брборењето или мрморењето, забележано е дека доенчињата кои што имаат проблем со слух, например, не
не дрдорат. Но и вокализација и дрдорење се јавува тогаш кога детето е задоволно, среќно, и тоа е нешто што треба да се стимулира, да се поттикнува, да се влезе во интеракција возрасен доенче, тогаш кога доенчето тоа го бара, а веднаш ќе препознаеме дека го бара по знаците невербални кои што не ги праќа. Имајте предвид дека во текот на првите 12 месеци комуникацијата е целосно и емоционално обоена, значи има многу повеќе комплексна емоционална живост што се јавува, претање, смеење, врискање, вокализирање, брборање и така натаму, отколку што имаме конкретни зборови, па потоа се оди со едносложни гласови, ма, ба, па, тоа се уште е во предговорниот период, па некаде после 6-тиот месец доаѓаат двосложните гласови, ма, ба и така натаму, за да негде во 12-тиот месец, тоа е крајот на првата година, се јавуваат холофразите. Сега, што се холофрази, вака стручен термин? Тоа е еден збор кој зависно од тоа како е акцентиран, како е нагласен, има различни значења. Значи, доенчето може да каже мама, може да каже мама и може да каже мама. Сето има различно значење. Се тоа е различно. Се тоа холофрази и секоја од нив има различно значење. Првата би можела да значи ова жена е, нели, ја гледам мама доаѓа, или каде е мама, второто, или третото, ова жена е мојата мајка, ја препознавам. Така што тоа е тој прв почетен период, но што е тука многу битно е дека во рамки на овој предговорен период се јавуваат пасивниот и активниот говор, односно рецептивниот пасивен и експресивниот или активен говор. Родителите воглавно се насочуваат на активниот говор, на пасивниот некако не размислуваат премногу, а во разговорот пред почетокот на емисијата ми споменавте дека е многу важен пасивниот говор за да се развие активниот. Така. Во што лежи тука? Што е суштината? Така, тоа е некаде кон крајот на првата година. Она што е многу битно е да се постави добро пасивниот говор, бидејќи тоа значи, или тој е определен според тоа колку зборови доенчето разбира, иако се уште не може да ги изговори, да ги вербализира. Но, например, како можеме да провериме колку разбира? По тоа што ќе именуваме предмети и гледаме како реагира, како одговара на нив. Или даваме реченица и гледаме како реагира и одговара. Ако реагира соодветно, ако ја дава токму таа играчка која што ние сме на која што ние сме се насочиле со нашето прашање или со реченицата што сме ја кажале, тогаш се гледа дека детето разбира без оглед што не може да одговори во смисла на тоа да ги искористи сите зборови по формирањето на реченицата. Зошто е важно колку зборови разбира? Затоа што со текот на време, значи прашање на време е само кога зборовите што ги разбира ќе може и активно да ги користи. Да, полесно се следи активниот говор затоа името му е експресивен, затоа што детето веќе ги изговара. И многу лесно можеме да утврдиме колку нови зборови детето усвоило, може да каже и така натаму. И од тука можеби сосема ненамерно или несвесно повеќето родители се насочуваат кон она што детето може да го каже или да го изговори како нов усвоен збор, отколку она што го разбира. А подеднакво се важни и едниот и другиот. Така, детето околу првата година, некој на 9 месеци, некој пак на 15 месеци ги изговараат првите зборови со значење. Дали е индивидуален развојот кај секое дете? Треба ли родителите да ги споредуваат, дури децата во семејството, едно со друго? Дали доколку едно дете прозборело порано, значи дека неговиот развој е понормален во споредба со она што прозборело подоцна? Апсолутно, категорично не, како одговор во насока на тоа дека треба да се споредуваат. Не треба да се споредуваат. Индивидуални разлики во развојот постојат. Никогаш не можеме да кажеме, иако постојат развојни норми, но кога зборуваме за норма, зборуваме за нормиран развој, односно за нешто што важи за просек. А секогаш знаеме дека постои отстапување од просек. И во позитива, и во негатива. Значи, и како напредок, и како регрес или стагнација. И од тука, неблагодарно е да се споредуваат, макар и две деца во исто семејство, бидејќи секое дете си чекори со своја динамика во развојот генерално,
па и специфично во поглед на развојот на говорот. Оно што науката и праксата го има несомнено докажано е дека по 12-тиот месец, кога доаѓаат до израз првите усвоени зборови, следува еден така наречен период на затишје во поглед на усвојување на нови зборови. Тоа значи дека на родителите може да им се чини дека затајува развојот на говорот, односно па моето дете научува многу малку нови зборови или изговара многу малку нови зборови, но затоа па по тој 15-ти месец или многу по-конкретно од 18-тиот месец натаму, значи втората половина на втората година, се случува тоа што ние во развојната психологија го нарекуваме експлозија на именување. Тоест, детето наеднаш, на дневна основа, изговара по поголем број на нови зборови. Зошто велиме експлозија на именување? Затоа што најголем дел од тие зборови што на почетокот се усвојат се именките. И од тука тој говорен развој потоа продолжува многу по-еруптивно и многу по-брзо од она што било претходно. Така што можат според развојната норма да очекуваат родителите дека ќе следува во првата половина на втората година, кај повеќето дечиња, тој период на затишје, кога не се случува конкретно нешто многу на планот на усвојување на нови зборови, ама се случува многу на планот на невролошкото созревање, кое што е апсолутно важно за развојот на говор. Значи се работи за развојна норма, не е нешто за што треба да се крене паника. А кога детето треба да почне да разговара со околината, со цели реченици, да има разбирлив говор? Па, на видете, која возраст? Така, да. И тоа се отприлика постојат и тука индивидуални разлики. Некаде конкретно на втората година, околу 21-иот месец, ако баш сакаме точно, се јавува така наречен телеграфски говор. Тоа значи дека повеќето дечиња тогаш зборуваат, формираат реченици составени од два збора. Тоа се во суштина двата најбитни збора кои што треба да ја пренесат по раката. Мама земе. Во превод, сака мама да ме земе во раце. Потоа, кон крајот на веќе завршена втора година, почеток на трета година, формираат реченици од 3 до 4 зборови, но тука повторно многу зборови недостасуваат, повторно се користат само оние кои што се најбитни, не се почитуваат граматичките правила, се тоа е измешано, но возрастните кои што на дневна основа влегуваат во интеракција со детето, го познаваат контекстот, јасно им е зашто детето зборува и може да ја следат пораката, да ја разберат и соодветно да одговорат на неизе. Колку детето ќе напредува во развојот на говорот, во голема мера зависи од тоа колку средината е стимулативна за развој на говор. Значи колку го слуша. Да што е тоа стимулативна средина за развој на говор? Па пред се да му се зборува. Да му се зборува и да биде поттекнувано да зборува. Отсуство на современа технологија, бидејќи постојано децата се над таблет со мобилен во рака и слично. Таблетот и мобилниот стимулираат визуелен момент, но не стимулираат моторика, не стимулираат развој на говор. Стимулативна средина за развој на говор подразбира средина каде што правилно се употребуваат зборовите, правилно се изговараат зборовите и на детето му се зборува и е поттикнувано да зборува. Читањето на книги исто така е еден многу битен момент кој го поттикнува развојот на говорот. Она што на почетокот исто така се случува развојно е децата многу повеќе користат гестови или го користат тој гестовен говор, затоа што со гестот го заменуваат зборот кои не можат се уште да го изговарат или не го познаваат. И тој гестовен говор е најразбирлив, пак ќе речам, за оние возрастни кои што се секојдневно покрај детето. И тој гестовен говор е прифатлив на 9, 10, 11 месеци, кога ги се јавува, кога е најактуелен. Но, ако возрастните не го поттикнуваат детето со текот на времето, да гестот го замени со збор да за кој што знаат, така, сигурни се дека го знае зборот, тогаш нема да го стимулираат оптималниот развој на говорот, затоа што детето ќе свати, ќе научи дека доволно е да покажам и да ми биде задоволена желбата. Ама тоа на одредена возраст, значи на 9-10 месеци е сосема прифатливо. Так. Тоа е когнитивно
развојно ограничување, да не може детето да гестот се уште го замени со збор. Но на 2 години е веќе неоправдано. Во смисла треба да се поттикне гестот да го замени со збор. Например, не те разбирам што ми кажуваш, те молам, кажи ми што точно бараш од мене. Да се мотивира. Да се мотивира, да го изговори. Тоа што сака да го каже. Што се однесува до билингвалноста, до двојазичноста, се вели дека детскиот мозок најлесно впива на самиот почеток. Децата најлесно учат во првите години и сега има различни теории. Според некои теории децата треба од самиот старт да учат 2 јазика, некои пак го сметаат спротивното, дека треба прво детето совлада еден јазик, па дури потоа да почне со совладување на друг, за да не дојде во ситуација, се случува кај двојазичните деца, да не проговорат, да не сакаат да зборуваат дури до 5-та година, бидејќи едноставно не се сноѓаат баш најдобро. Така. Па видете, развојната норма вели дека дете кое што до 3-та година нема да прозбори, не значи дека никогаш нема да зборува, но значи дека ќе има одредени потешкоти во смисла на тоа дека ќе каска, ќе заостанува малку зад своите врсници. Може би ќе има посиромашен речник и така натаму, но не значи дека е се изгубено. Во развојната психологија никогаш немате една за секогаш дадена конечна точка. Туку секогаш нешто може да се промени на подобро доколку се променат условията и се стимулира. Сега, ако после 7-та година, значи до 7-та година не прозбори, веројатно има нека посериозна причина зашто не се јавил говорот и тогаш веќе знаеме дека нема да прозбори понатаму. Во контекст на двојазичноста, од аспект на развојната психологија сега ќе зборувам, затоа што веројатно специјалните едукатори, логопедите, дефектолозите генерално имаат свој став за тоа. Например, се вели дека таа двојазичност некогаш може да поттикне дислексијата ако постои основа за нејзино јавување и слично, доколку се учат 2 јазици истовремено, но она што дефинитивно се знае за пластичноста на мозокот и за придобивките од двојазичноста и повеќејазичноста, тоа е дека колку порано се почне, толку подобро и во суштина кога зборуваме за таа рана или природна или симултана двојазичност, тоа е двојазичност која што се јавува во семејството, каде што едниот родител зборува на еден јазик, другиот родител зборува на друг јазик и детето треба да ја усвојува од самиот почеток. Во смисла на тоа дека со едниот родител зборува еден со другиот на други. Затоа што мозокот е пластичен, најпластичен некаде до 7-та година од животот. Тоа значи дека тука навистина како сунгери впиваат многу нови искуства. Тоа што го знаеме исто така од неврологијата е дека околу 12-тиот месец се случува еден процес на интензивна синаптогенеза кога децата можат да научат било кој јазик во светот, но кој јазик го научат зависи од тоа кој јазик го слушаат. Што значи дека на почетокот кај двојазичните деца може да се јави забавен развој на говорот во однос на нивните врсници, но со тек на време тие не само што ги достигнуваат своите врсници, туку и напредуваат. И не само во развојот на говорот, туку и во сите други домени. Ако интелигенцијата е просечна и надпросечно развиена. Така што придобивките се дефинитивно големи. Ви благодарам што денеска бевте гостинка во 0N+, на вистина интересна тема, на многу убав начин на родителите им ги посочивте развојните норми за говорот, што е причина за релаксација, односно кога не треба да има простор за паника. Ви благодарам на поканата. Тука го закружуваме денешното издание на 0N+. Денешна гостинка беше професор доктор Ана Фрицхант, развоен психолог. Се гледаме повторно утре, односно се гледаме веќе од понеделник и ви посакувам се најубаво.